ги замолам сите присутни за 1 минута молк за сите жени кои денес не се со нас, бидејќи системот не ги заштити. Со едноминутно молчење почна протестниот 8-мартовски марш под мотото "Нема да не снема". Присутните побараа правда за Ивана и Катја, но и за сите жени жртви на семено насилство. Потврливме како општество, потврливме како систем, потврливме и како родители. Ние до ден денес не создадовме подобра иднина за нашите деца. Создадовме страв, создадовме систем во кој со право немаме доверба. Како не ви е срам да се појавите на говорница после рекорден број на убиства на жени, на кои им предходело пријавувано насилство, по кој не се постапувало соодветно, и да ни порачате да пријавуваме и да не ги повлекуваме пријавите. Освен насилството, кое очекувано по трагедијата во Карпош беше во фокусот на овогодинешниот 8-мартовски марш, жените се осврнаа и на економската состојба. Побараа поголема заштита, но и права за жените земјоделки. Бирократијата и стравот од отпуштање ги брише жените од работните места уште пред да отидат на породилно отсуство. А ако стигна дотаму, фондот задоцнува со исплата, а уште потешко е за земјоделките. Вкупно 14.733 жени се регистрирани како земјоделки во оваа земја, но се невидливи за државата кога треба да им обезбеди породилно отсуство или здравствено осигурување. Поговорите во паркот Жена Борец продолжија покрај собранието, па покрај владата. Маршот заврши пред украдената биста на Вера Јоцич покрај кеот на Вардар позади владата, каде положија цвеќе. И додека жените маршираа против насилството, Министерството за внатрешни извести дека вчера и денеска само во Скопје имало 5 случаи на насилство врз жени. 3 насилници се приведени, а 2 се повикани на информативен разговор за напад и агресивно однесување кон нивните сопруги, партнерки, ќерки и снаи. Даниел Василев, Сител телевизија.